Иако не би бил председател, и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. Да продолжиме искрено, честно и одговорно. Како до сега. Како до сега? Како и до сега. Каевски, у уста имаш 32 заба. Каевски, у уста. Може и да немаш 32 заба ако еден си извадил. Или ти паднал ако ти уште млече. Заба. Каевски, у уста. Можам и да ти чвркнам од мајонезов. Ако не си го пробал, одма ќе ти кажам, многу е добар. Со чилие. Еве, ако мислиш дека сум нешто безобразен, да видиш дека стварно за мајонез се работи, намерно вака кријам производителот, да не излезе после дека ја наводно ги рекламирам, затоа што јас сум глуп за тие работи. Значи, а може па да зјам да ги рекламирам, ке почнам јакови инфлуенсериве да правам пари, пошто многу ми ги гледаат видео. Ама што да правиме, глупци? Значи, во овој момент, во Кино Утро, пак тоа е некој HBO, па иде некој булјашки филм, па се драпаат од сабајле таму. Нема везе. Тоа е новото модерно време. Па во тој дух, Каевски можам да ти порачам, апропо твоите забелешки дека вие сте за европска иднина на Македонија, вие сте за иднина на Македонија во Европската унија, наспроти нели ВМРО ДПМНЕ, кои биле против напредокот, против Европската унија, против ова. Во таа смисла, Каевски можам да ви порачам со задоволство дека вашата иднина, Каевски, како партија, Социјалдемократскиот сојуз, и како поединци, богами, не знам некој од вас, вашата иднина е крастајца, Каевски. Некад права, некад крива, зависи од афинитетите. Крастајцата е, како да кажам, фин вака зеленчук, значи полна е со вода, значи не дозволува да дехидрираш, можете да ја користите и на кожата, да ја ставате за рехидратација, како се вика тоа, особено на грзот. Ви стоиве некако, види, а? Крастајца. Жубаво изгледа. Така да вашата иднина е крастајца. И немојте да имате сомнежи во врска со тоа. Апропо вашиот председател Каевски, за кој верувате дека пак ќе го добие мандатот и така натаму, можам само да ви кажам, уште не сте свесни, за жал читам сега некои ваши портали, оној дуело на Мицковски, Таче го квалификуваат како голема победа за Таче, да ме го... Значи, се спротивно од тоа што реално го видовме. За жал, уште не сте свесни за скапата цена што ќе ја платите поради вашата бугарашка авантура изминативе години, и да не зборам за сите оние скандали кои што ви го пратеа владењето од првиот ден, да не зборувам за оние големи скандали кои што ја шокираа македонската јавност од нерешените, од пожарот во модуларната болница во Тетово, потоа во сообраќајните несреќи Ласкарци вамо во Бугарија, кај што беа обвинети продужни кабли, не знам, некои леви фигури што немаат врска, никогаш главните за трагедијата не беа осудени.
Да не зборувам за оној скандалот во онкологија со продажба на скапи лекови, биолошка терапија за болни од рак, кои што сами си ја плаќале по неколку илјади евра за подосна да добиваат плацебо или шеќерна водичка наместо лековите кои за тоа време отпатувале нели на Косово, на црниот пазар, а каде на друго место би отпатувале. И да не зборувам за сите други ваши црни бизниси, откако, мислам, легализирани, откако нели се дозволи да отварате фабричиња за марихуана, нели медицинска и се тоа иде по така, под некој фин, убав назив, да не ја навреди околината медицинска марихуана. Што све иде со тоа, тоа вие си знаете. Не и се. Вашиот председател Каевски, кој што е само ваш, не е и наш, и многу е жално што уште се делиме на наши и ваши, но да ви кажам, секој обид понатамошен за на некоја збратимење со вас ќе биде невозможен. Затоа што едноставно живееме во различни, во паралелни светови. Вие сте предавници на својот народ, луѓе одроди или изроди, кои што не чувствуваат трошка македонско во нив, кои што имаат презир кон својот народ, кон собственото минато, кон собствената историја. Живеат во некои филмови, како да ви кажам, малце смешни, лутаат помеѓу некој интернационализам и глобализам, нешто што нигде го нема на светот, затоа што секој човек на оваа планета си знае кај му е домот, си знае кој му е народот, си го сака својот дом, својот народ, својата татковина и така натаму. Само вие барате некои други татковини, туѓи светови, кај што нели можете да се вклопите. Наводно овој ви е многу тесен овдека. Македонија, вашиот народ, вие како не ви е померкаве некако. Некако вие сте го надраснале, сте го надминале духовно, психички, цивилизацијски. Оти вие сте нешто друго, бе. Вие сте деца на некогашната црвена буржазија, поточно внуци, а има и некои деца што, ама вие претежно внуците останавте, најобични изроди, кои што за жал убавите времења кои што ги создадоа вашите татковци, вашите дедовци, од вас направија булјашана најобична. Луѓе направени од мрсу, не знам како тоа да го кажам, полутани најобични, кои што заборавија на сите завети на нивните дедовци, на тоа што имале идеја и направиле своја современа држава, Македонија. За вас таа Македонија да не ви е померка и да ја раскрчмите за многу кратко време. Вашиот председател, за кој што ти Каевски велиш дека е проевропски понатака, со што ја докажа неговата европска ориентација, со тоа што ја викна во пријателска и официјална посета старлетана од Хрватска Нивес Целзиус. Жити мајка, тоа беше државнички чекор, проевропски, вака светски, космополитски. Па уште тогаш вашите портали, медиуми на бомбастично ја најавија посетата. Ниве во официјална и пријателска посета кај председателот Пендаровски. А Пендаровски умеѓу време додека не му улетуе на Бојко преградка со љубави, може меѓу време не за јавност да викне и ниве, да викне така некоја старлета да му дојде. Тоа е вашиот профил на државник Каевски. Тоа е.
И многу е тажно. Пази, ја немам оправдување, некој ќе каже, бе, види у СДС има фини луѓе нормални, што им смета ова, што го правеа изминативе години од бугаросувањето до сите овие скандали што ги направија, обидот да се беа и против промена на името, ама ќутеа. Како бе да најдеш оправдување за такви луѓе? Не бе, ќутењето значи одобрување. Оној што ќути значи одобрува, тука завршува приказната. Нема што ние да веруваме или да не веруваме дека во Социјалдемократскиот сојуз има и фини луѓе. Кои фини бе, ги гледаш како се се рајцаат у меѓувреме? Ке победиме! Тука е победата! Ја мислам дека у таа будалаштина само они уште веруваат и тоа за жал ќе биде нивната најголема пропаст. Не знам како на тоа гледа нивниот творец, гуру, духовен татко Бранко Црвенковски, како гледа на овој Социјалдемократски сојуз. Баш би било супер кога би излегол, кога би кажал како гледа на овие години владење на нивниве, на неговиве, така да кажем, што не верувам дека ги смета за негови. Но како и да е. Каевски, значи, уста. Сега може би имаш 32 заба. Ама по изборите ќе ви останат само непцата, Каевски. На изборите ќе ги изгубите сите заби во метафоричка смисла, ја мислам сега, немојте да ми префрлате тука дека повикувам на нас. Во метафоричка смисла. Али види, дури во метафоричка смисла, тоа што ќе останете за заби, без заби, и во тоа црно има и бело, што е добро. Затоа што од секоја негативност можеш да извлечеш и одредена позитивна работа. Например, кога сте без заби, кој ќе останете после избориве само со непца, па тогаш знаеш тубаво уста би дошла една крастарица, Каевски. Немојте да мислите дека јас имам афинитети такви, чисто сакам да демонстрирам сликовито, да илустрирам, за да биде за полесно да го свати нашата поширока јавност. А мислам дека бев убаво разбран, Каевски. За СДС и крастајците криви, напред!